Најпрво, господине Пивоваров, ќе ве запрашам, еве са пред една недела завршија локалните избори во нашата земја. Како вие би ги оцениле? Званична оценка она од што ја слушнавме дека биле демократски, дека биле фер, тоа е она големата слика, меѓутоа ако малата слика ја погледнеме, тоа е оној проблем што веќе 35 години се случува кај нас. Значи, позадината, она што се случуваше underground, беше нешто стандардно, за кое ние велиме дека е окей. Значи, неморалното го направивме морално, криминалното го направивме честно, и тоа е суштината зошто и како потоа продолжуваме да живееме во нашите заедници. Во таа насока, она честно и нечестно, демократски, недемократски, фер, нефер изборни процеси во нашата земја, колку тие се придружени со пропаганда, дезинформации, лажни вести, колку тие влијаат да имаме една ваква оценка како што вие ја давате сега? Значи, тука зборуваме за две работи, за информација и дезинформација, лажна информација, што пробиваше низ целата кампања. Многу често слушавме во дебатните емисии кои беа на нашите национални телевизии со кандидатите. Значи, таму слушавме и навреди, и приватен живот, и семеен живот, што не е во ред. Меѓутоа, она што го велиме ние ветување, популизам. Значи, зошто не се запрашаме дали популизмот е измама, односно е кривично дело, значи ги доведувате во заблуда гласачите со она што им го ветувате, а тоа не го исполнувате. А за такво нешто никој не одговара. Мојот прв научен труд 2005 година беше токму на оваа тема. Значи, дали ветувањето во предизборието од страна на одредени политичари, кои не го исполнуваат тоа, а вас 4 години ве одземаат од животот, вие живеете за тие ветувања, затоа сте го дали вашиот глас, не представува кривично дело. Тоа беше прашањето. Во мојот заклучок кажав дека да, тоа е кривично дело, многу потешко од некоја обична измама, каде што некој некого измамил за 1000, 2000, 3000 денари, завршува во судска постапка и најчесто завршува и со ефективна казна затвор. Така треба да завршуват сите предмети, меѓутоа многу поголема и штета и многу поголема кривична одговорност имаат оние кои ви одземаат 4 години од животот со лажни ветувања. А впрочем, тоа го гледаме секој ден, на секој чекор и секаде. Сметате дека граѓаните, ајде да речеме, по 35 години независност на државата и декларирање дека ние сме демократска држава во таа насока, нели, ја градиме демократијата, има доволно свесност, разбирање за тоа дека некој им дава лажни информации, дека некој ги дезинформира, дека она што се нуди како да речеме изборна програма или изборно ветување е чиста пропаганда. Дали граѓаните се свесни во таа насока? Граѓаните се некако деморализирани, тоа го чувствувам и во пријателски кругови и секаде. Гледат дека се немоćни, на ниеден начин не можат нешто да променат, дека тоа е ден кој се случува на секој 4 години, каде што едноставно се повикуваат да го дадат својот глас, значи тие да одлучат. Во суштината, вие кога зборувате за изборите, за информација, дезинформација, меѓутоа најбитното прашање е кое ќе дојде сумирањето на бројот на гласови, колку од гласовите се купени. Од каде доаѓаат тие финансиски средства? Нормално од корупцијата. Значи, со тоа ние ја легитимираме корупцијата. И во такво движење, во еден зачаран круг, маѓепсан круг, само се вртиме во круг и тонеме. Гледате дека сите 90-те години кога станавме независна држава, Словенија и ние бевме рамо до рамо. Сега гледате каде е Словенија, каде сме ние, а погледнете ги тие други земји од поранешна СФР кои се независни држави сега, дека сите одат пред нас. Значи, погледнете го и регионот, Албанија. Албанија 2002 година беше земја во која немаат луѓето 24 часа вода и струја. Сега погледнете каде се тие. Тие се веќе со една нога влезени во ЕУ. Погледнете Црна Гора каде што многу после нас доби независност. Дури мислам колку 15 години после нас. Сите не пројдоа. Значи,
луѓето се толку, да не кажам преплашени, дека не можат ништо да сменат и едноставно со својот молк учествуваат во тоа што ни се случува. Значи, со неизлегување на гласање, со недавање својот глас, меѓутоа својот глас преку својот интегритет, својата личност да го дадат, а не преку некои должничко-доверителни односи. Што се должничко-доверителни односи? Значи, србите имаат убава изрека, седи таму каде што си, пошто за таму не си. Таквите луѓе одат на работа во институции, клатат брата, зимат брата, институцијата не функционира, што впрочем го чувствуваме, и во таква ситуација тие некадарни луѓе се тие, да кажеме, кои имаат одредена квота роднински, пријателски или пак така должничко-доверителни гласови, кои ги носат за одредена политичка партија, која после таа го наградува едноставно таквото лице, кое ниту има интегритет, ниту морал, и затоа завршуваме каде што сме. Зборуваме во 21 век за вода, за електрична енергија, за патишта, што апсолутно луѓето денеска во современите земји зборуваат за пат кон месечината, пат кон другите планети, а ние на Вселената. Не сме уште ни на магарето качени. Така би тоа. Во таа насока, вие со вашите одговори на моите досегашни прашања, на некој начин низ примери ми ја дефиниравте демократијата во нашата земја. Јас сепак би ве прашала, затоа што ние според политичкото уредување сме демократска држава, како и тоа да изгледа. Во каква состојба, јас ќе ве прашам, во каква состојба е демократијата во нашата земја, меѓутоа и пошироко во таа насока во глобални рамки? Значи, демократијата е нешто сосема друго што би требало да биде. Демократијата е колку можам да придонесам јас во ова општество. Значи, секој да придонесе во ова општество согласно своите можности, своите знаења, својата моралност и честност, професионалност. Меѓутоа, главното прашање е каква демократија во пракса спроведуваме. Дали денешнава демократија може да ја ставиме со црни букви анархија? Значи, ја повеќе така би кажал за денешнава демократија, отколку вистинска демократија. Генерално, ако погледнете во светот, вистинска демократија има само на лист хартија, во пракса и там. Меѓутоа, степенот на таа демократија и нашата е апсолутно различит. Зошто? Велиме право, правна држава, па граѓаните плачат, пиштат од секој предмет што ќе влезат во суд, велат боле ќе влезам во лудница него да влезам во судница. Пример. Или она што институциите се платени во одредена област на граѓаните да им излезат согласно законот, нормално, по некое барање нивно, дали една, друга или трета институција, апсолутно мора да имате пријател, да имате некој од моменталната власт да ургира за вас, за нешто што е ваше најнормално право. Тоа е суштината зашто и младите денеска бегаат. Не бегаат од материјални, толку од материјалната заработувачка која би имале овде и во западните земји. Повеќе од она што не обкружува. Значи, немањето сенс за апсолутно ништо. Тоа е главниот проблем. Човекови права кои што ни следуваат од самото раѓање, а ние за кои што мораме и врски да секоја има дефинирано која надлежност се има, што е должна. Па вие гледате во судски постапки, значи основа за да имате правна држава се рокови. Ние, ако влезете во судница, не се почитуваат ни рокови, нормално оние што се предвидени во кривичниот законник, толку години казна затвор, ако е предвидено толку години застарува пута 2 кривичното дело, тоа се долги рокови. Ја нема правдата, нема, еве да ви кажем, во случај за денационализација, 23 години сум во управен суд, комисија за денационализација. 18 години докажував дека мојот родител, татко, 96-та почина, 97-ма бил во катастарот во Куманово и замислите станал од гробиште и 3 подписа ставил. Процес на излагање се вика тоа. Значи, кому веќе да веруваме? Немаш кому да веруваш. Значи, се е дојдено до една очајна ситуација. Меѓутоа, не би посакал тоа да се случи кај нас како што беше пред 2-3 месеци непалското сценарио.
кога нож до коска, што вели граѓаните, дошло, и тогаш веќе се дигнале со оружје во рака за да си го решат проблемот, односно да ги симнат тие корумпираните од власт. А впрочем, 35 години зборуваме за невидени криминали и во парламентот, и граѓаните, и медиумите, и на крај гледаме дека ако дело од тоа е вистина, дали се лажни вести или вистините, за тоа е вашата тема, значи гледате дека милиарди и милиарди финансиски средства беа употребени во тие меѓусебни обвинувања. И никогаш не видовме некоја квалитетна судска разрешница за да видиме што се случило и на крај да кажеме да, функционира правната држава и Македонија е добро место за живење. Ова институционална недоверба која што сами си ја градиме, односно и дозволуваме да ни се случува, некако во дневно-политичката сцена, бидејќи кај нас можеме да заклучиме дека многу повеќе се зборува за централна власт и она што се случува на национално ниво, дури кога зборуваме за локални проблеми, многу повеќе во изборната кампања за локалните избори гледавме наративи и се изнаслушавме наративи кои што немаат врска со локалните програми и она како треба да работат локалните самоуправи во таа насока, а многу од тие наративи беа и под надворешни влијанија. Затоа и моето следно прашање е колку надворешно влијание и од каков тип ние всушност трпиме овде како држава. И во таа насока нели како граѓани. Во денешно време, значи, она што значи комуникација е дигната на многу висок степен, имате портали, имате интернет комуникација, WhatsApp, други, нели, кои пренесуваат вести. Проблемот не е во тие што ги пренесуваат вестите, дали е лажна или вистината, проблемот е во тој кој ја консумира таа информација. Значи, консументот на информација не вложува никаков напор за да провери дали таа информација е вистинита или пак не е вистинита. Има вчера едно интервју за ботови, окей, добрата страна, меѓутоа има и една, денеска ги викаме политички ботови. Тоа се луѓе, не се она вистински ботови, софтверот, компјутерот, туку се луѓе кои се задолжени од одредена елита или од одредени луѓе, одредена вест, колку и да е невистинита, да ја споделуваат, да ја шеруваат, и буквално таквите информации доаѓаат до сите граѓани кои на крај врз основа на тие информации влечат заклучок, носат свој заклучок, дали е нешто исправно или не е исправно. Тоа е во ред. Меѓутоа, не е во ред каде што имате тие споделени лажни информации од страна на одредени ботови, бидејќи тие се членови на одредена секта, ја велам, веќе не зборам за политичка партија која има гуру свој. Тој што и да каже, каква и да даде информација, колку и да е лажна, тие амблок, без никаква проверка ја прифаќаат, иако се свесни дека тоа не е вистина. Или како би кажеле кумановци, ја продава душата на ѓаволот. Значи, заради некој личен интерес. Дали детето му е вработено државна администрација, па чекај, јас сум должен сега да вратам. Значи, погрешен наратив и погрешни сваќања имаме околу тоа должничко доверителни односи. Значи, човекот го губи интегритетот, го губи своето ја, меѓутоа, битно е да живееме до утре, да има нешто да се касне, да се пине. Ја да сум лично задоволен. Ако сакаме да правиме држава, мора да сме задоволни сите. Значи, сите да имаме некоја обврска едни кон други. Овдека обврската е само личната обврска. Впрочем, ако гледате она што го чувствуваме околу нас, многу луѓе влегуваат у политика да добијат одредено работно место, одат во друга партија за да добијат некое унапредување, па потоа доаѓаат во некоја трета партија. Значи, едноставно, она што го кажав пред малку, ја продоле душата на ѓаволот. Луѓе без достоинство и луѓе без интегритет. Тогаш, кои се вашите препораки, како можеме да ја унапредиме демократијата и која има клучната улога? Значи, за вакво нешто треба да има проект. Една држава сериозна. Впрочем, и нашата држава тоа треба да го направи, меѓутоа никој не сака да се откаже од тоа начинот на кој тие би дошле до гласови. Значи,
Дали е криминалец или не е криминалец, тоа е демократија, гласот вреди еднакво. Значи, затоа тие се додворуваат буквално на секоја и најцрните гласови, ја ги викам црни, кои немаат боја, сепак на гласачко место секој глас е еднакво важен. Значи, во таква ситуација и се дозволува преќутно, премолчно извршување на одреден криминал. Ово е наш човек, нема да го санкционираме, а по закон сте должни за сторно кривично дело да го санкционирате, да го пријавите и така натаму. И тоа оди во еден голем недоглед, по еден зачаран круг, кој не може да се разбие така едноставно, пошто немаме желба и свест, генерално како луѓе, тоа да го направиме во нашата држава. Наместо 92 да полека да одиме напред, ние брзо одиме наназад. Пропаѓаме на секој чекор, во секој поглед. Значи, не гледам веќе некоја светла точка што може државата да ја води напред, односно да го разбиеме овој наратив кој се јавува кај луѓето, дека тие се ценети во општеството, дека нивниот глас е вреден, амо како нивен личен изворен глас, а не како глас кој е принуден да го даде за некого поради нешто. Тоа се тие што велам нераскинливи должничко доверителни односи.